Општина Куманово во тек е летно одржување на патна инфраструктура. Тоа е тендер кој е започнат в септември месец и октомври минатата година во една пообимна фаза, каде имаме негде завршено негде 50% од работе од тендерската постапка која е предвидена. Меѓутоа, ради временски услови од декември, јануари, февруар, неможност за спроведување на ова процедура, односно ова операција, бидејќи треба да имаме поволни временски услови, температури за 4 степени, да нема влажност, снежни и врнежи од дожд. Сега во моментот се отвора можноста да го завршиме тој дел од тендерот, негде 700 тони на асфалтна маса во наредните 15 до 20 дена ќе бидат уградени на позиции кои се најоштетени во градот. Значи, тоа ќе биде еден помал процент од захватот да се заврши целата постапка, значи од тендерот од минатата година, 700 тони асфалтна маса, а во моментот е распишена процедура за распишување на нова постапка за реконструкција и тековно одржување на патната инфраструктура во градот во висина од 24 до 5 милиони денари, која ќе значи поголем опфат и ќе бидат поделено на две зони, улици од прв ранг, втор и трет ранг, така да со тие два захвата, мината годишниот кој е делно завршен и овој годишниот тендер за реконструкција и тековно одржување на патната инфраструктура, едно 50-60% од површината на сообраќајниците во градот ќе бидат решени, со тоа што ќе се стори можност за натамошна нова процедура која ќе дојде до комплетна реконструкција на патната инфраструктура, бидејќи Куманово долг период немаме реконструкција, имаме само тековно крпење на ударни дупки, со што не го решаваме комплетно проблемот. Новата процедура што е во тек ќе ни даде можност за малку пообсежен захват. Значи, апострофирам, дека у наредни 15 на дена ќе бидат завршени поголем дел од оштетувањата кои се направени во зимскиот период, со што ќе бидат на некој начин створени услови за еден нов процес во наредните месеци, од мај месец да се отпочне со имплементација на новата постапка, која ќе доведе до комплетно реновирање на поголем процент од уништените патни површини, односно коловозни траки. Тоа е една лоша релација помеѓу ЕВН и ЈП Водовод од позиција на регулирање на старите долгови јавното предпријатие кои се повеќе од 4-5 години. Тековните сметки во последната година и половина се редовно сервисират, меѓутоа ЕВН има некоја акција на решавање на старите поварувања, дали тоа е резултат на новиот менаџерски тим или некоја политика према Куманово. Ние сме спремни да седеме на преговарачка маса и да преговараме за решување на тој проблем. Моментално е премостен проблемот со тоа што електрична енергија има од други видови на напојување на електрична енергија. ЈП Водовод, тоа управната зграда има во моментот струја и во нареден период ќе има струја. Главните пумпни станици не смеат да бидат исклучени. Во моментот имаме поведено судска постапка за времени мерки, бидејќи имаме и некои недоразбирања со однос на цените и протест против некои сметки кои се по наше видување нерегуларни, имаме заведени процеси, така да во наредниот период тие работи ќе се расчистуваат. Спремни сме за договарање и за решување на проблемот. А во тек е и постапка за како голем потрошувач по новиот закон за снабдување со електрична енергија, за несметано и непречено потпишување на договор за снабдување на електрична енергија на слободен пазар, со што ќе се отвори услови за многу поевтина цена, бидејќи ЕВН се понаша монополистички, дава енормно висока цена, како информација ЈП Водовод плаќа негде за 50% поскапа електрична енергија
од другите потрошувачи од реалната цена, од аспект што сме ставени во најниска категорија на платиши, така да тоа е и со градското осветлување и на тој начин се прави двојна штета на граѓаните на Куманово. И плаќаат енормно висока цена на струја, а втората работа е што ги прекинуваат доводот и снабдување на електрична енергија на витални точки на работата на ово јавно предпријатие. Опозиција у Куманово вели дека има урбана мафија у градот. Вашиот комент? Мојот комент е следниот. Јас за сите мои документи кои произлегуваат од моите служби, одговорно тврдам дека се во согласност со сите закони на урбано просторно планирање. До сега сите ревизии на нашите дозволи покажаа дека се во согласност со позитивните прописи кои оваа власт за изминатите 9 години многу пати до сега ги променуваше према нивни лични потребни желби, така да самото законодавство во урбаното просторно планирање, кое е законот за градба, кој изминатите години претери енормен број на промени, и самиот закон за легализација го доведе општо урбанизмот во Република Македонија, а пред се во еден хаос, и тоа е резултат на владење на оваа политичка гарнитура на власт и на двете политички партии. Сметам дека граѓаните имаат право да бидат незадоволни, меѓутоа личното стоја на располагање на секој граѓанин за секој поединечен предмет да дојдат и вие медиумите да го отвориме и да видиме дали имаме донесено било каква одлука која е сопротна од законските прописи за урбано просторно планирање и закон за градба.